Вести на Канал 8. Добар ден. Национална конференција, втора по ред, како дел од проектот Растеме со екоресурси, се одржа во Еврохотел Градче. Во рамките на проектот покрај општина Кочани како водечки партнер учествуваат Основно училиште Раде Кратовче и Издруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кочани, како партнери од Република Македонија и партнерите од Република Бугарија, општина Пазарџик, Основното училиште Свети Климент Охридски и невладината Центар за одржливост и економски развој од Пазарџик. Национална конференција како дел од проектот Растеме со екоресурси се одржа денеска во салата на Еврохотел Градче. Во рамките на проектот покрај општина Кочани како водечки партнер учествуваат Основното училиште Раде Кратовче и Издруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кочани како партнери од Република Македонија и партнерите од Република Бугарија, општина Пазарџик, Основното училиште Свети Климент Охридски и невладината организација Центар за одржливост и економски развој од Пазарџик. Целта на проектот е со помош на современи и иновативни методи на ИКТ наставата, учениците во основните училишта во Кочани, Република Македонија и Пазарџик, Република Бугарија, подобро да се запознаат со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност, заштита на животната средина и нивното значење. За таа цел, наставниците од Основното училиште Раде Кратовче од Кочани и Основното училиште Свети Климент Охридски од Пазарџик во рамките на проектот беа обучувани како во склоп на секојдневната настава по својот наставен предмет да ги запознаат учениците со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност и заштитата на животната средина со примена на Веб 2.0 алатките и Едмондо социјалната мрежа. Во обуките вметнавме и иновативни отворени едукативни ресурси, како Веб 2.0 алатките, Едмодо социјалната мрежа, на која интерактивно и учениците и наставниците можат да изработуваат тематски постери, презентации и слично. Исто така, изготвена е и стратегија за соработка меѓу општините Пазарџик и општина Кочани за понатамошен развој на образованието во двете општини, кој стратешки документ беше усвоен и од советите на двете општини. Овој документ е прв како таков стратешки изработен од две институции од две земји. Како дел од проектот, општините Кочани и Пазарџик изработија стратегија за развој на соработката во образованието помеѓу училиштата од Кочани и Пазарџик. Со самата изготовка на стратегијата всушност е планирано што понатаму со завршувањето на проектот, односно неговото одржување. И всушност има 5 цели кои што ќе треба да се продолжат. Една од тие цели е она што учениците го сработија од двете училишта, од општина Кочани и општина Пазарџик, да направат прирачници кои што веќе се готови, да бидат понатаму презентирани помеѓу учениците од сите од целата општина, значи од сите училишта во двете општини, во општина Пазарџик и општина Кочани. Тоа е еден материјал обемен кој што со наша помош, со помош на експертите и наставниците од двете училишта е изготвен. Понатаму многу битно беше и содржината на стратегијата да биде во корелација со стратешките документи кои што се во Република Македонија и Република Бугарија. Обучените наставници своето знаење го пренесоа на останатите наставници во училиштето, кои што го презентираа на завршните настани пред наставниците од останатите основни училишта во градовите Кочани и Пазарџик. Со проектот беа изработени соодветни наставни помагала во вид на прирачници за начините и методите на искористување на споменатите алатки. Вкупниот буџет на проектот изесува 96.530 евра. Новата учебна година започнува на 4 септември. Кочанските училишта подготвени за успешен старт на учебната година. Основните училишта средно задоволни и од бројката на запишани правачиња. За 2 години во Кочани има 100 правачиња помалку. И покрај намалениот број на ученици, ниту еден наставник кој што има решение на неопределено време не останува технолошки вишок.
Училиштата подготвени за успешен старт на новата учебна година. Во моментов скоро во сите училишта се врши задолжителна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на училишните објекти. И не само со чистењето, туку и варосани се оние објекти каде што е потребно освежување на ѕидовите на училиштата, а во тек е подготовка и на планот за работа за наставните содржини, изработка на распоредот на часови, како и подобрување на условите за работа. Сите училишта се подготвени, се што е планирано веќе се е во завршна фаза и од понеделник, од 4 септември, сите ученици ќе бидат во своите клупи. Така што и оваа година, како и претходните, прва смена ќе бидат учениците од 6 до 9 оделение, а втора смена ќе бидат учениците од 1 до 5 оделение. Извештаите за работењето на општинските и средните училишта за учебната 2016-2017 година, како и годишните програми за работа и давање согласно за формирање паралелки со помал број ученици, се ставени на дневниот ред на 65-та седница на Советот на општина Кочани, која што е закажана за 31 август. Секоја година, кога имаме услови за намалување на паралелките заради намалување на бројот на учениците, се прави намалување и на паралелките. Оваа година имаме намалување на 3 паралелки, 2 во основното училиште Никола Карев, една во село Грдовци, една во градот и една паралелка од 6-то оделение во Малина Попиванова. Со тоа, ниту еден наставник кој што има решение на неопределено време не останува технолошки вишок, сите се сместени, со тоа што некои кои што заминуваат во пензија на нивно место не се вработуваат нови наставници. Инаку, бројката на запишани превачења во основното училиште Малина Попиванова изнесува 65. Сличен број и во основното училиште Раде Кратовче 60, но и во двете училишта очекуваат да се запишат уште десетина ученици, најмалку кои во моментов не се во државата, а ќе се вратат до почетокот на учебната година. Задоволителна е бројката и во основното училиште Свети Кирил и Методи, каде има запишано 84 ученици во централното училиште. Во Подрачното во Подлог 12 и во Бели 2 новозапишани превачиња. И тука очекуваат зголемување на бројката до почетокот на учебната година. Во основното училиште Никола Карев досега се запишани 40 превачиња, а од училиштето истакнаа дека до стартот на годината очекуваат уште најмалку десетина ученици. Инаку во споредба со 2015, кога имавме запишано 370 превачиња, за 2 години во Кочани има намалување за дури 100 превачиња, односно годинава бројката изнесува 270 ученици во прво оделение. Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје апелираат дека со стартот на учебната година постои опасност од ширење на инфекции и вируси и затоа препорачуваат темелно чистење и дезинфецирање на училишните објекти. Покрај извршената дезинфекција, секое училиште е задолжително максимално внимание да обрати на хигиената во објектот, а учениците да имаат пристап до сапуни и чисти тоалети. За десетина дена се очекува да заврши целосната реконструкција на постоечката канализација во село Истибања, Виничко. Истата е во должина од 1000 метри, а за реконструкцијата ќе бидат потрошени 1.653.000 денари, средства обезбедени од општина Виница. Проблемите кои што постојано се случуваа со фекалната канализација во село Истибања, односно затнувањето на канализацијата и незино излевање и поплавување, бидејќи се наоѓа близу до коритото на река Брегалница, ќе станат минато. Општина Виница пред 2 месеци распиша тендер и започнаа подготовките за реконструкција на фекалната канализација во село Истибања. Должината на ова канализација, ова линија ќе биде околу 1000 метри и за неа ќе бидат потрошени 1.653.000 денари, инвестиција целосно покриена од страна на општина Виница. Тоа е само прва фаза од комплетната реконструкција на фекалната канализација во село Истибања. Остануваат уште околу 500 до 600 метри кои што ќе бидат изработени во наредниот период и со тоа ќе биде комплетирана реконструкцијата на целата фекална канализација во село Истибања и со што ќе бидат надминати проблемите околу запушувањето на истата и излевањето во река Брегалница. Целосната реконструкција на фекалната канализација во село Истибања се очекува да биде завршена за десетина дена. Службеничка од Кочани бележала полн фонд на часови на работници што не оделе на работа.
Полицијата и поднесе кривична пријава. Кривична пријава е поднесена против 64 годишна жителка на Кочани, која се сомничи дека ги злоупотребила службената положба и овластување. Според полицијата во Кочани, службеничката која работела како виш референт за боречка и инвалидска заштита во управата за прашања на БВИ при Министерството за труд и социјална политика, изготвувала прегледи за редовност на работа за две лица од Кочани и Виница, вработени во истата управа. Таа евидентирала дека наведените лица оствариле полн фонд на работни часови предвидени за тековниот месец, иако тие не оделе на работа. На тој начин им овозможила незаконски да стекнат 224.058 денари на штета на буџетот на Република Македонија. Со континуирана надградба и грижа на надлежните, храмот Свети Јоаким Осоговски во Виничко меѓу најуредените во Брегалничката епархија. Со голем собир одбележан празникот посветен на Свети Јоаким Осоговски во истоимениот манастир. На детската дружба и забава и немаше крај во широкиот зелен појас на храмот Свети Јоаким Осоговски. Големите верски празници од духовни собиралишта се повеќе се преточуваат во места за колективни дружби и забави. Духовниот сегмент е алката која ги обединува луѓето од различни краишта на Македонија, но луѓето од црковниот одбор се тие кои ги креираат условите за престој на верниците. Храмот Свети Јоаким Осоговски дефинитивно со местоположбата, но и континуираната грижа на надлежните го следи приматот на број 1 во Брегалничката епархија. Резултат на тоа е на големата активност на црковниот одбор, како и на местното население, сите учествуваат заеднички за да се одржи во една таква состојба и да привлекува се повеќе и повеќе гости како од поблиската околина, така и од пошироката. И се надеваме дека во едина уште повеќе и повеќе ќе биде посетен, и иако е, за сега може се каже дека е доста доизграден, уреден, меѓутоа има се идеи тоа уште понатаму да се доуредува и дооградува. Се повеќе и повеќе млади изразуваат желби да доаѓаат тука да го склопуваат бракот, односно да го вршат венчањето. Вчерашниот патрон на село Јакимово се славеше масовно, а црковниот ручек го вкусија над 3000 верници. 9 јагниња, потре имаме 1500 литра манџар, некаде за 3200 души. Ручок имаме, ние има некаде околу 14 души, хумано помагат. Славата на големиот празник се заокружи со големо народно оро во кое се миксираа повеќе различни генерации кои само тука можат да се соберат и да се дружат со позитивната енергија која зрачи од сите страни на манастирот, а музичкиот дел го надополни и фолк пеачката Даниела Кузмановска. Пензионерите и понатаму ќе ги користат бенефициите во делот на бањско и климатско лекување, одмор и рекреација, како и бесплатен превоз. Ова и официјално го истакна подпредседателот на Сојузот на пензионерите Салтир Каровски на последната средба со пензионерите од Кочанското здружение. Пензионерите од Македонија и понатаму ќе ги користат бенефициите во делот на бањско и климатско лекување, одмор и рекреација и бесплатен превоз во текот на неделата. Подпредседателот на Сојузот на пензионерите на Македонија при престојот во Кочани истакна дека пензионерите од државата и понатаму ќе ги користат овие бенефиции, при тоа истакнувајќи дека преку нив ќе бидат опфатени повеќе 1000 пензионери. Има реакција дека во некои градови и населени места нема можност да се организира бесплатен сообраќај и дека наводно, условно речено, дека во Скопје жителите на градот се најбенефицирани. Не е точно. Ние работиме на тоа да со градот кој што е основен и главен финансиер на средствата што се уплаќаат во градското сообраќајно предпријатие Скопје, да се обезбеди преку Министерството за труд и социјална политика со ангажирање на дополнителни средства од владата
за обезбедување на бесплатен превоз и на пензионерите од другите градови, кои што кога доаѓаат во Скопје да можат да го користат градскиот сообраќај. Пензионерите за климатското и банско лекување ги користат бањите во Куманово, Штип, Негорци и Дебар, додека за одмор и рекреација туристичките места Крушево, Доиран и Берово. Следува информацијата од спортот. Кочанскиот џудо клуб Гладиатор за прв пат беше учесник на летната џудо школа што се одржа во Охрид. Станува збор за летен камп преку кој џудистите учесници интензивно се подготвуваат за новата сезона и за предстојните првенства. Џудо клубот Гладиатор од Кочани летната сезона ја заврши со подготовки за првенствата што следуваат во летната џудо школа што се одржа во детското одмаралиште Радост во Охрид. Кочанскиот џудо клуб учествуваше со десетина своји надпреварувачи, а кочанските џудисти во Охрид престојуваа една недела. Тоа беа припреми кои што, како што кажав претходно, се одржаа во детското одморалиште Радости во Охрид, каде што со свој другарчина се припремаја за новата сезона, која што ја почнуваме од 4 септември, со почетокот на учебната година, во редовните термини во основното училиште Малина Поп Иванова во Кочани. Џудо клубот Гладиатор од Кочани за прв пат учествуваше на оваа летна џудо школа. Оваа летна џудо школа, која што има за цел да биде како подготовки за почетокот на новата сезона и престојните првенства кои што ни престојат во новата сезона. Прво првенство кое што ни престои од меѓународен карактер е меѓународниот турнир кој што се одржува во Прилеп, тоа е на 8 октомври, а е во техничка организација на џудо клуб Сейшн од Прилеп. Џудистите одлично ја прифатија летната џудо школа и беа пријатно изненадени од тоа што имаа можност да се дружат меѓу себе и да разменат искуства кои што ќе им бидат од корист понатаму, а со тоа и да се подготват за престојните првенства. Џудистите беа групирани по категории, а децата, освен подготовки за првенствата, имаа можност и да научат да пливаат. Одговорните на Кочанскиот џудо клуб истакнаа дека поради тоа што се задоволни од престојот таму, до година повторно ќе учествуваат на истиот камп. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.